Да, Симона, токму така екипата на Македонија наутро утрово се наоѓа на клиниката за пластична хирургија и тука ќе го продолжиме разговорот за операцијата што испиша нови страници во историјата на македонската медицина, а утрово, како што најави самата и ти, разговараме со доктор Томислав Јовановски, кој го водеше тимот за пластична реконструкција во вториот акт од оваа комплексна операција. Докторе, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до сите гледачи и до тимот кој што трпеле професионално во вашата студија. Докторе, кажете ми како клиниката за пластична хирургија учествуваше во трансплантацијата на коска, која е една од најсложените операции досега изведени во нашата држава? Клиниката за пластична хирургија, значи во наша работа која што имаме со книга за ортопедија претходно на години до сега, целта е всушност нашата цел е финалниот дел да покриеме тата на коска. Сега го имаме учество и во текот на планирањето на оперативната интервенција, заедно со колегите планираме до каде ќе се останува колку од ткиво кој што завадено ќе остане притекот на останување само туморско ткиво таа коска, за да може заедно да испланираме како тој дефект понатаму ќе се затвори. Така да нашата цел во клиника за пластична хирургија е всушност да се покрие тој мекоткивен дефект, да се покрие трансплантираната коска, за да ја овозможиме некои поподни услови за понатамошно функционирање и преживување самата трансплантата. Кажете ми, кои беа најголемите предизвици во текот на пластичната реконструкција што ја водевте ви? Предизвиците значи се бројни. Најпред треба да се направи добар план за кој тип на резан ќе се искористи за покрие таа трансплантирана коска, тој дефект да се пополни. Станува збор за поголем некоткивен дефект со димензии кои што зафаќаат да кажеме комплетно скоро цела предна страна од бутнината на пациентот. Така да тука се веќе на планирањето во однос на тоа што претходно пациентот е опериран, по кој васкуларизација ќе добиеме за да може да преживее тој трансплантиран дел кој ќе го искористиме ние како најголем предизвик на нашиот тим представува всушност тоа. Треба да се планира добро дали ни треба мускул заедно за покриење дефектот, дали ќе успееме да трансплантираме доволно ткиво кој ќе го затвори цел дефект и ќе овозможи на некој начин понатамошно функционирање и покривање на преживување на самата коска со цел да имаме една задоволителна резултат од операцијата, но сепак во идејата на нашата дел е да биде тоа естетски прифатливо за пациентот на око кога ќе се види, така да сите оние борби кои ќе ги правиме, токму да направиме еден баланс меѓу она што е потребно и она што е прифатливо за самиот пациент. Кажете ми, докторе, колку време траеше оваа операција и каква беше координацијата помеѓу двата тима кои ја извршува интервенцијата? Координацијата е на високо ниво, може да кажеме дека секојдневно сме во контакти пред да се изведе таа наша интервенција или пред нивната интервенција, така да за соработката не може да разберуваме дали нешто недостасува. Тука бидејќи се е на ниво како клиники, двете клиники имаат супер соработка. Операцијата траеше подолго време, може да кажеме дека околу 6 часа беше пациентот кај нас на оперативен стол за затвори тој дефект, бидејќи се прави план за да се направи да се искористи слободен резен, па да се поврзе крвни садови, па доколку тоа не е во опција, тогаш да правиме некои локални резени, така да генерално интервенцијата е подолго трајна, само нашиот дел, секако тука и времето кое што е потребно за отстранување туморско ткиво кое што го прават колегите од ортопедија, така да овој процес не е толку краток и едноставен, но сепак дава едни супер резултати за самиот пациент и за понатамошниот прогрес на самата состојба кај него. Докторе, што значи овој зафат за иднината на реконструктивната хирургија во Македонија? Дали отвора пат за слични интервенции во иднина? Може да кажеме дека овие интервенции на нашата клиника се правеле многу години назад, така да благодарение на таа едукација што има нашите едукатори и ментори тука, како и онаа едукација која што е невозможна надвор од нашата институција, постепено расте бројот на овој тип на интервенции, што за нас како млади хирурзи еден мотив плюс да се продолжи да се нарадуваме во овој правец на реконструктивната микрохирургија или реконструктивната хирургија во целина, затоа што бројот на пациенти кои што гледат надворно лекување ќе се намали, очекуваме таа бројка дури да сведеме на некој минимум само она што мора да оди надвор, бидејќи сепак условите на нашите клиники веќе може да кажем дека се на некој задоволително високо ниво за извршување на овој тип на интервенции, така да мислам дека ова е мотив и за нас и за клиниката ортопедија како еден цел тим заеднички да овие сложени интервенции ги вршиме тука, да не патуваат пациентите за да се прават интервенции надвор, така да може да кажеме да еден чекор плюс благодарение на целата она минато позади нас кој што го има.
И за крај на нашиот разговор да ни откриете како се чувствува пациентот, дали е подобар сега во моментот? Пациентот е, да кажеме, во една супер стабилна состојба, се уште тука на клиника кај нас, како резултат на да следиме постоперативниот тек кај него, меѓутоа веќе ги прави првите чекори, имаме видени раната, задоволени од изгледот и од ситуацијата, така да може да кажам дека имаме еден супер пациент, супер соработлив пациент. Како ќе биде понатаму текот на рехабилитација е сега пред него, треба да се привикне на новата ситуација, раздвижување и се што оди, меѓутоа го чека еден долг период, но на што е битно дека сега немаме знаци за проблеми со заздравување и за фаќање на сето на кое што е изведено кај него. Му посакуваме брзо опоравување и рехабилитација на пациентот, а вам, доктор Јовановски, ви благодариме за овој успешен зафат и ви посакуваме уште многу години успешна работа. Благодарам, се надевам дека така ќе биде. Сигурно разговаравме со доктор Томислав Јовановски. Наша тема беше токму оваа операција што ја направија клиниките за ортопедија заедно со клиниката за пластична хирургија со овој успешен зафат. Уште еднаш докажа дека нашата држава располага со врвни стручњаци и капацитети способни да изведуваат и најсложени медицински интервенции во државата.